Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денес сме собрани тука за да го подигнеме нашиот глас за прашање што ги засега темелите на еднаквоста на нашата мултиетничка држава. Ова не е обичен ден, ниту обичен повик. Денес, повеќе од било кога, е моментот да останеме обединети за да го заштитиме она што го изградил со многу труд и жртвување. На 11 декември Уставниот суд има закажено седница за разгледување на уставноста на законот за употреба на јазиците. Овој закон не е само правен акт, тој е символ на Охридскиот мировен договор. Договор што стави крај на мрачниот период на маргинализација, исклучување и дискриминација, што воведе до војната од 2001 година и го отвори патот кон мир, стабилност и соживот. Овој закон е темел на јазичната еднаквост, право што беше загарантирано преку заеднички напори и меѓународно посветување. Секој обид за негово укинување е напад врз нашите историски достигнувања и директен удар врз меѓуетничкиот соживот. Укинувањето на законот за употреба на јазици значи уривање на еден од клучните столбови на овој договор. Сите сме сведоци на опасен пристап од ова влада без етнички легитимитет, која секојдневно се обидува да ги подкопува темелите на едно мултиетничко општество. Наместо да работи за заедничка иднина, таа разединува, манипулира и напаѓа принципи врз кои почива оваа држава. Ова не е само прашање на обичен закон. Ова е прашање за нашите права како равноправни граѓани на оваа земја. Ова е прашање за нашиот идентитет и за нашата иднина како општество. Јазикот е наш идентитет. Еднаквоста е нашата основа. Охридскиот мировен договор е нашата гаранција за праведно и еднакво општество. Од ова место и од овој ден ја објавуваме иницијативата Стража на јазик, историска иницијатива за заштита на нашето право на еднаквост и идентитет. Од денес, 8 декември, ќе останеме тука пред Уставниот суд, ден и ноќ, на мирен начин, за да ги заштитиме нашите права и да осигуриме дека ниту една одлука нема да го уништи она што го изградивме со жртвување. Ги повикуваме сите граѓани, македонци, албанци, турци, од сите заедници, сите оние кои веруваат во еднаквост и правда, да ни се придружат во ова историска иницијатива. Ова не е момент за пасивност, ова е момент за заедничко делување. Сега е времето да го заштитиме јазикот, етнината и нашите еднакви права.